Господина Трајанов, за пожарите. Премиерот Мицковски веќе кажа дека станува збор за внатрешни и надворешни непријатели. Го парафразирам, но дека знаете веќе дека практично се работи, се свати од неговата порака, дека се работи за екотероризам. Што велите вие? Добро, председателот на влада, па може би и председателот на државата се тие најинформирани и добиваат сите сензитивни информации, дури во информации врз основа на, како што кажуват, некакви индиции за одредени активности што се случуваат и верувам дека тие проценки се изградени врз основа на релевантни информации кои што ги достават институциите. Можам да кажам дека за Национален комитет е тело кое што координира, насочува активноста, но повеќе стратешката поставеност на службите, јакнење на капацитетите, натаму вклученоста на невладиниот сектор во борбата против радикализација, насилие, екстремизам, тероризам. Значи, комитетот не е оперативно тело кое што дневно ги следи најсуптилните информации, а комитетот и не ги добива тие информации. И генерално проценки, оценки, глобално што се случува. Веројатно дека во наредниот период ќе имаме поиздржани информации од околу сите овие случувања, затоа што проценка на комитетот е врз основа на информацијата од службите дека Македонија е на ниско ниво на загрозеност од терористички напади, но тие оценки не се дадени еднаш за секогаш, брзо се менуваат, зависно од случувањата. Пожарите во Вардариште, депонијата Дрисла, Трубарева што се случи и вклучително и последниот пожар подметнат пожар во сервисот, дека сите тие имат влијание на перцепцијата на состојбите во државата и има коментари, има развежување кај граѓаните, бидејќи се создава чувство на несигурност, недоверба и така натаму. Така да тие може да се третират генерално со последиците што се случија, дека може да се третират дека се насочени кон целосна или постепена дестабилизација на државата. Но обврска е на сите служби да работат, да се координират меѓу себе и да видиме што точно ќе произлезе од сите овие работи. Добро е да се превенира во јавноста, своевремено, речеме, председател на владата укажуваше на можни активности од некои од опозициони политички партии и такви активности имавме околу знамето, протести, дека имаме голем број на вакви активности врзани со спортските навијачки групи кои што на етничка основа демонстрираат агресивност или вербална агресивност, што исто така е присутно, бидејќи што е клучно. Клучно е дека кај нас така наречениот етнонационализам го потикнуваат политичките партии. Генерално сите, но посебно поизразено е секојаш, сега во пракса, тогаш кога се партиите во опозиција, тие... Велите дуи се виновни? Не кажам јас, политички партија нема вина, него кажам дека тоа е, потикнуваат незадоволство на етничка основа за да собираат политички поени. Мислам дека тоа е неприфатливо. Без разлика, биле во опозиција едни партии, истата терминологија или потикнува користени, сега се други. Збораме за генерално дека партиите не само од албанскиот етнички блок, туку и од македонскиот блок. И сега има партии што потикнуваат етнонационализам, затоа што тие се јавуваат како можни спасители. Вие сте сега на власт, но не преземате ништо, не знам, едни викаат за македонците, други викаат за албанците, трети не за турците,
за тоа да се наметат како фактори, они кога ќе дојдат на власт ќе решат проблемите на етничката заедница која што уставно кажано тие застапуваат или се некакви легитимни представници. За жал тоа е комна подела по етничка основа на партиите и наместо да имаме јакнење на единството за едништвото, ние имаме разслојување на по етничка основа или се затвараме во така наречени етнички гета. Тоа е проблем. Сега не ве разбирам, господине Трајанов, заради тоа што и премиерот говореше за опозицијските партии. Што да самоиздуи се во опозиција околу пожарите. Гледате ли опасност? Значи, околу пожарите кажав моја став, која дека тие пожарите, тие ги набрев, пожарите во Вардариште, во Трисла, Трубарево и Петија, дека тие влијаат на зголемување на незадоволство на граѓаните. Генерално на сите граѓани, не тие дел по политичка партија или по етничка припадност. Во тој дел, значи, може да се оквалификуваат пожарите дека се во функција последиците, значи се многу последиците од тоа што се чувствуваат влијат на довербата на граѓаните на во институциите, во целина во државата. Заради тоа што премиерот кажа дека не мора да е тоа љубоморни оние кои завидуваат на успесите на оваа влада се виновни, практично тие се тие што подметнуваат. Јас зборувам за последиците. Говориме за корените. А тие оценките за тоа кој ги подметнал и така натаму, бидејќи сега имаме силен доказ дека навистина еден од поголемите пожари го подметна. Тоа го видоме сите. Така да јас кажам во почеток дека председателот на влада и државата исто така председателот на државата се многу поинформирани од комитетот и не можеме да ги преоценувам оценките или да ги оспорувам или да надополнам. Така да тие се оценки на тие што имат релевантни информации. Ама чекајте, дали ќе се потврдат тие информации, јас колку што знам, колку што добивам информации дека службите се мобилизирани и работат на идентификување на можни групи што тоа го подготвуваат во Македонија, по чија насока, инструкции, значи кои се тие што ги организираат, мотивираат овие работи. Сепак јас не можам да ги потврдам тие, ги немам тие информации, но веројатно председател на влада, министрите за внатрешни, за одбрана, председателот на државата дека имат такви релевантни информации. И ги им верувате вие? Апсолутно не сум питен, јас дали верувам. Јас верувам на институциите, дека тие функционираат, соверти информации ги достават до тие што согласно законите треба да ги имат. Вие сте поранешен министер за внатрешни работи, имате огромно политичко искуство и знаете кој какви информации може да има во моментов. Но вие исто така сте прв човек на тој комитет за тероризам. И нема логика со вас да не ги споделуваат тие информации. Имате ли објаснување зошто? Кријат од вас? Не, никој не крие. Значи, јас добивам информации, глобални проценки, да речеме, за заканите од насилен екстремизам, за подготовка на терористички акти, али глобално проценки, оценки. Што значи глобално сега? Да речеме, дека тоа што располагат службите кажат дека нивото, да речеме, на закани е на средно или ниско или високо ниво на загрозеност од тероризам. И толку, не добивате никакви други информации поточни, попрецизни. Ако, значи, не сме ние оперативно, нема да ги следиме состојбите. Скоро следиме повеќе стратешки, појавите и така натаму, и соодветно на тоа насочуваме. Главната активност на координаторот е да работи на јакнење на капацитетите на институциите, на централно, локално, и ние тоа го правиме. И добро, работат ли институциите? Се гледа дека не функционираат? Институциите, јас колко што знам, се исклучително добро поставени, добро функционираат. Се разбира дека тој систем се унапредува, се разработува, работиме на тоа да се подобри
или унапреди меѓуинституционалната соработка. Тоа што е една клучна работа, бидејќи ние ги црпеме искуството, разбируваме стави и мислење со другите вакви тела, бидејќи ги има во Европа, посебно во секоја држава Западен Балкан, тие институции функционираат. Тука е нашата задача да се јакне превенцијата и да има активности на превентивен план. Тој систем добро е поставен, добро функционира. Добро да видиме околу превенција и околу функционирање на институциите. Вардариште, дрисла и било кои објекти е неопходно да бидат оградени, да има чувари, значи постојано да има чувари, смени на тие чувари, да има камери. Значи не функционираат. Значи надлежноста на овие вардариште и така натаму дрисла локалната власт. Ама ако локалната власт не функционира, државата мора да се грижи. Мора да врши инспекцијски вид како функционираат тие. А тоа е. Сега вие ако направите на глобална анализа, да железничкиот систем е во распад. Тој додека се вдигне да профункционира, немаме возови. Да. Добро, но еве сега околу пожарите. Не, зборуваме пошироко. Добро, но еве имаме проблем, друг. Пожарите се проблем. Еве да ви кажам, меѓу другите виновници што се јават пожари, добро, распаднатата електрична мрежа. Кој е управува таа мрежа? Странска компанија, така ли? Нема, секој ден се случуваат пожари заради или странска или МЕПСО, не е важно. Важно дека системот не е добро, не функционира, дотрајно, се распаѓа. Ама што прават секојдневно институциите, бе молам? Друга е за позната теза. Кажете ми што функционира во државата, да речеме, се функционира, но таа област не. Па една година е оваа власт. Да, што може да направи за годината? Зошто така говорите? Па тие инспекции можеле да направат една проверка, најелементарна проверка, што функционира. Еве, јас исто. Немојте да ги штитите тие функции, инспекции. Еве, да речем, јас за Трубарево, да, пред неколку години, додека беше градоначалник Шилего, меѓу другото јас дадов јавна изјава дека се складира во Дрисла радиоактивен отпад. Ама тоа е во времето на Шилего. Само да ви кажам, после неколку часа испадна градоначалник кој вика дека проверили не е точно. Добро. Да. Втора работа, кажав дека во Усие, дека се согорува отпад како енергенс. Да. Добив од директорот на оваа компанија. Кога тоа? Дека зборувам пред 6-7 години. Само да дојдеме до ова. Добро. И вика не, за да после неколку дена добива информација дека со бродови, значи ѓубре или што е тоа, како енергенс товарен неколку шлепери од брода симнати и инициирал кај министрот за внатрешни работи, зема узроци, ги пратија, не знам, Естонија и никош не видовме дали се тие штетни. Значи Италија извезува ѓубре, извезува отпад, што ги мотивира компаниите што извезуваат им плаќа. Ние за тоа плаќаме и како енергенс го користат компании во Македонија загадуваат. И тоа и до ден денес ли се случува? Не, тоа почне се смени законот, забранија да се користи отпадот како енергенс. Сакам да ви кажам дека ова е многу сложена, комплексно прашање, што каде да фатите поради. Ама сега дали сте се направили сега? Што барам јас? Добро. Тоа јавно го барам. Прво барам, инициирам тоа како функционира системот ако се случи ваков настан. Да. Пожар, не знам, исто пожар во Кочани, во Трубарево, Дрисла, тука, како функционира? Значи, кој на кого јавува, кој институција излегува. Сакаме се направи анализа, не за да некого дискредитираме или да го нападнеме, да влечеме искуство да го тој систем надоградуваме. Значи, мора да се направи тамо силни реформи, тој систем да биде. Ама тие тоа го знаете, дали вас ве слушаат? Јас го инициирам тоа во текот на јавност и во непосредни контакти. Ве слушаат ли институциите, власта, останатите институции? Ако го знаете ова, ако апелирате? Еве,
се разбира дека јас инициирав кај председател на влада система за околу кризен менеджмент. Не, дека околу тој треба пожари да говориме слушај, сега. Тоа е исто, значи Добро. Система за кризен менеджмент. И ве дека тој да се слушна. реформира, да, формира председател на влада седница формира работна група која работи на тој систем. И секојдневно имаме И сега пожари. не, па имаме, ама тој не е реформиран систем. Ама Не е- што се не чека? зависи, ама не зависи тоа. Знаете од кој зависи? Пошто јас сум бил координатор за кризен менеджмент, дека таму има силен отпор и во дирекцијата за заштита и спасување и во центарот за управување за кризи. Тие Стојанче не сакаат- Ангелов Тие не не сакаат да сака? се реформираат. Не знам кој е Стојанче, има таму луѓе кои што се Директор е? работили. Тој директор На е дирекцијата? во центарот за управување за кризи, јас знам точно сум правил информација, материјали за тоа, дека има група кои што не сакат реформи. Тие се дојдени од порано и така натаму. Ама И го чекайте наведнува сега. тој став, го наведнува кон директорите. Второ, И тие се... еве сега Стојанче Ангелов е директор. Да. Сакате да кажете дека тој не сака да ги реформира Не. тие институции. Сега, колку што знам, има работна група, Добро. ја води подпредседател на Лупчо Тимовски, дека тие работат на реформа на тој систем. Со тоа што може би треба многу побрзо да се движат тие реформи. Многу побрзо, бидејќи тој систем не функционира. Таму има ривалитет помеѓу тие две институции, таму не се функционално поврзани територијалните противпожарни единици, не се сасува кадар, опрема, а меѓу тие во тие две институции има над 600 луѓе вработени. Имаме дуплирање на капацитетите. Добро, еве кажете, има ли тоа логика? зборам. Еве, Да. иако никого не правдам, нити за мене е неприфатливо ако Министерството кое што е надлежно за да направи увид, инспекцијски увид, дали овие складишни центри или фабрики Кое за министерство? Министерство за екологија. Тие Добро, имаат работи за- ли тоа Министерство за Па екологија? има таму две... Знаете ли изад меѓите дека е министер? Не знам, Сте апсолутно слушнале знам. ли дека е министер? Не, таму Зашто има- секојдневно го слушаме за нефункционирање на ДУИ, обвинувања кон ДУИ, но ништо нема, никаква изјава нема, никакви активности нема преземено изад меѓити, никаква изјава, никаква пресконференција околу овие алармантни појави околу пожарите. Значи, бидејќи има критики и коментари, ако настане пожар, најмалку е надлежен меѓите околу тоа да учествува во сен гасење и така натаму. Тие вршат надзор, прво дават дозвола, дали некој може да складира тука, да преработува, дават дозвола, мислене, управа за животна средина, друг инспекторат имат за контрол. Колку е загаден воздухот, Да. такви информации не даваат. Тие Ве молам. Не, зборувам дека критиката дека не се појавил на гасење на пожар меѓите не може да прави тоа. Може да дадат некои мислења неговите служби, Никакви експерти, не мислења, може да дадат знаете, сугестии. не ги штитате. Никого не штитам. Тука клучни се институциите што треба да действуваат тој момент. И тие тие- треба да ги координираат. Кој Брзо треба да ги координира? Тој што учествува. Центарот за управување за кризи е главен во сите кризни моменти. Тој треба да ги менеџира. Па секојдневно имаме пожари. Што прави тој центар? Тошковски, министерот Панче Тошковски кажа дека во прашање се роми, заедница од роми кои потпалуваат за разлика од премиерот Мицковски кој кажа дека натрешни, надворешни, непријателски елементи, да го парафразирам, не го цитирам точно. Гледате ли проблем во овие различни изјави? Не, мислам дека нема проблем во... Тошковски нема информации за тероризам, за овие Тошковски, надворешни и колку да внатрешни само еден елементи. сегмент. Тошковски исто има одели кои што работат на спречување на... Па зошто вакви информации дава, изјави? Меѓутоа, пошироко ја реков дека председател на влада има многу повеќе информации. И ги крие од вас, од Апсолутно. Тошковски. Не верувам дека Па ги зошто крие. различни информации сите имаат? Па Вие не па знам немате дали се никакви. тие различни информации. Јас не можам да проценам дека тоа што го кажува Тошковски, дека е различно од тоа што го кажува. Друго е ако се направи сега конструкција некаква за да се создава рассеп помеѓу Тошковски и председател на влада. Па не е конструкција, не требам јас Тошковски конструкција. сигурно дека има информации,
повеќе врзани за безбедноста, но тука рековме Агенцијата за национална безбедност, која што изворно има најмногу информации за може Вие дали сте загрижени за овие проблеми, за безбедноста, за стабилноста, дека очигледно се дестабилизира државата. Ако се потврда тоја правобитни индици со кои што располага владата, значи на председател на владата, на председател на државата, треба да бидеме сите загрижени, не само јас. Дека треба многу темелно да се работи, да имаме кредибилни, да имаме активности кои што ќе работат на планот на спречување. Затоа што денеска ќе се проба, ако може да се запали, не знам, некој сервис или во Трубарево стат со опасни материјали да се запали намерно, тогаш може следно да биде нешто друго. Така да владата Мицковски рече дека можеме да очекуваме постојано вакви диверзии. Се согласувате? Можат такви информации меѓу надлежните институции дека има обиди за загрозување на стабилноста на државата и веројатно работат на нивно документирани и спречување. Зошто се крие кои се тие луѓе, кои се тие терористички групи? Тие групи, ако ги има, не можеме да потврдам, ако има такви групи, значи тука, такви информации кружат помеѓу службите и така натаму. Сигурно дека не треба да ги откријат јавно, дури не ги се разбира, не ги обработат и дури не ги уапсат ако има таква можност. Така да сите информации кои што располагат службите не може да се презентират во јавноста. Вие ништо немате такви информации, никакви? Ја реков дека какви информации што кружат од тоа дека има обиди за дестабилизација на државата. Значи вие ги имате тие информации? Зборувам јас, да се оградам пак. Значи, ние оперативно не ги следиме дневно информација. Не говориме дневно, ова веќе не е дневно. Ова е алармантно и долго време трае. Како проценки се разбира, тие се градат врз основа на информација на службите, дека има некакви подготвителни активности за дестабилизација. А причина? Па причина ќе ги видиме кои се стратешките интереси. Македонија е членка на НАТО, Македонија се определи да подржи Украина, Македонија спроведува политиката на надолгосрочен план на Европска унија. Така да, мислите дека малку се тие што се против НАТО или против политиките што... Во Русија гледате проблем? Сега нема да брзам да гледам оценки дали Русија, дали така натаму, затоа што имам лошо искуство. Еве да ви кажам пример. Кога имаше најави за подметнати бомби во училиштата. Да. Се парализира целиот систем. И разговаравме, го побараме во парламентот да дојде министрот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, и тој многу јасно, силно кажа и во јавноста дека тоа се хакерски напади од Иран, од Русија и така натаму. Ние му укажуваме дека да водите сметка, тоа се авантуристи, наши млади луѓе, можеме и тука. И што се потврди? Ништо. Така да испадна дека тие се наши млади деца кои што тој систем го разработиле, направиле систем да тешко се. Така да не можам ја да дадам изјава дека за овие подготвителни активности што се случуваат или тоа што веќе имаме вакви настари, дека да стои ова или друга или трета држава. Тоа ќе остане одговорност на службите да го расчистат и се разбира, треба да го информираат владата, но треба да го информираат и парламентот, и НАТО земјите конечно. И покасно се разбира и пошироката јавност. Но претходно информирање со прецизирање кои стои за тоа, кои групи се, мислам дека тоа значи волонтеризам кој што може да наштети на активности на крај сме. Благодарам што бевте. Благодарам за интерес.